Избори на кои што има само еден концепт во кој што сме сите заедно, концептот кој што води напред, концепт кој што ја носи иднината на нашата земја и на идните генерации. Нашиот фокус секако дека беше надворешната политика, отварањето на перспективите на земјата, градењето на добрососедските односи и ова 2019 година мора да биде година на економијата. Процесите кои што се одвиваат до сега и низ факти и бројки добиваат потврда за сето тоа. Имаме рекорден број на странски инвестиции, над 630 милиони евра во 2018 година, раст на економијата, раст на индустриското производство, раст на извозот, рекордно намалување на невработеноста во државата и многу силни економски показатели. Но, почитувани пријатели, доаѓа време и период во кој што и владата и сите ние се повеќе ќе се насочиме внатре кон сопствените редови, кон сопствените политики кои што значат живот за граѓаните. Ќе објавиме постапката како земјоделците, фармерите, ова ново право, ова нова мерка ќе може да ја искористат преку поврат на персоналниот данок. Тоа се уште неколку милиони евра пари кои што оваа година ќе се вратат назад кај земјоделците, односно преку тоа ќе бидат намалени и производствените трошоци. Но тоа значи повеќе пари назад кај граѓаните согласно политиките и согласно нашите ветувања кои што сме ги дали. Овие избори се потврда на сите наши политики, на патот кој што го трасираше оваа влада, на патот кој што се трасираше во Република Северна Македонија, а тоа е членството во Европската унија, членството во НАТО кое носи инвестиции и повисок стандард и безбедност и сигурност за сите граѓани и една силна економија за сите граѓани на Република Северна Македонија. Благодарам на вниманието, да сте живи и здрави.